Никогаш не барав помош од друг, секогаш сакав сам да успеам и тоа го правев уште од мал. Ако еден човек може на планетава нешто да направи, можам и јас. Скопски маратон и Хал Кеко. Тоа е, значи сите знаеме, лудница, кога ќе дојдат тие два термина, тоа е, што велат, навалица, нели? Стартував на трката и јас, нели, сакам сега да истрчам добро и најавив како ќе ја трчам. Веруете дека ќе ми излеташе срцето од толку што бев неодморен, ненаспан, спиев само 4 сати. Во годината треба навистина да имаш, колку и да бркаш резултат, треба да имаш и трки за уживање. Не можеш да бидеш во овој спорт машина. Само робот и само да работиш за тоа и без емоции, без ништо. Кога сватив дека во 2004 година сум ставил на мене 117 килограми. Да и ние не сме совршени, може би нешто грешиме. Јас секогаш и учам, и од помладите можам да научам, и никогаш нема да кажам, јас сум совршен или не знам што. Игор, како си? Ова ти е стандардното прашање за секој гостин. Денеска сум топ, турбо кога сум и напнат, ама кога ги решавам работите, секогаш ќе кажам топ. Да. Знаеш, во наш стил, кога ќе те прашаат како си спремен за трката, и му кажеш топ, спремен, ready. Така да јас сум спремен денеска за тебе. А што значи спремен? Спремен значи сум дошол позитивен, инаку не се подготвувам воопшто за ниедно интервју, нити нешто барам да ми кажеш што ќе ме прашуваш како, нити пак нешто читам, ниту нешто посебно. Едноставно, секое мое гостување било каде сакам да биде најнормално, најприродно, да зборувам тоа во моментот, значи што ќе ми каже и срце и душа, што велат постарите, така да и овој пат ќе биде така. Да. Фала ти е што конечно се договоривме, успеавме да најдеме и време и место и се. Баш веќе некое време те мислам и мислам дека може да направиме убав разговор за неколку различни теми кои што пак низ призмата на менталното здравје може и ќе зборуваме за нешто кое што е доста важно, а не се толку зборува. Освен како си, ја ги прашувам сите мои гости што е за нив ментално здравје. Така што за тебе, еве, што представува менталното здравје? Основа буквално за се во животот. Јас ќе појдам од личниот пример. Уште кога сум стартувал со се во животот, со сите мои почетоци, сум го почувствувал тоа и како дете, во едни од најтешките услови што може да ги доживее едно дете, така ќе се изразам најпрво. Значи, сум се пронаоѓал сам себе, самиот сум сваќал, иако сега тоа го гледам нели од друга гледна точка, колку треба, значи, да си цврст, психички, значи цврст, колку треба да си истраен, колку треба да веруваш во сам себе за да успееш во било што. Затоа кажав уште како дете, бидејќи во моето детство се започна така во некои услови каде што се бараше нешто лично самиот од себе надпросечно да направам за да успеам. Никогаш не барав помош од друг, секогаш сакав сам да успеам и тоа го правев уште од мал и навистина сега кога ми го поставуваш прашањето буквално како на филмска лента ми текнува, самиот како го изградив од тие мои мали уште од основното училиште со мојот прв голем предизвик кој што ми беше да успеам, што велат во тоа време 1 од 1000 да се запишам тогаш во едно средно воено училиште да ја облечам униформата во тогашната ЈНА, односно Југославија, и сега се сеќавам колку, значи, издржав, колку верував во себе, колку имав уште тогаш детска јака психа, така ќе ја наречам, и навистина преку ова што го кажав сега и се она што сум го поменал во животот, ве тврдам и ве уверувам дека основа за се во животот за да успееш. Од каде ти да рече дека сам на себе си наметнуваш да ги имаш тие нели цели, големи очекувања па и предизвици, од каде доаѓа кај тебе тоа? Интересна работа е, јас некогаш можеби сам си го поставувам тоа прашање, меѓутоа кога успеав тогаш на тој конкурс каде што баш така 1 од 100.000, не знам како беше успеваше. Имав создадено еден таков заклучок, би го нарекол, во животот, дека ако еден човек може на планетава нешто да направи, можам јас. И секогаш барав
дури понекогаш вкрстен одев во неколку такви предизвици во животот, кои што можеби беа и нереални дека ќе можам да ги совладам, да успеам, да се снајдам, бидејќи тогаш беа едни поинакви времиња, кај што едноставно, пример, не можеш да прочиташ на интернет нешто, за да, нели, го знаеш или да го видиш патот кој е полесниот пат за да стигнеш до таа цел. Единствено некој ако сретнеш што беше нешто искусил, да имаш таква среќа па да те седне да ти објасни, меѓутоа тоа беа сурови времиња. И така некако се створи тоа чувство кај мене да се обидувам дури кај невозможното да успеам. Тоа ми остави голема трага во животот, да и понатака и се покажав во многу ситуации кај што беа понатака големи цели, големи предизвици во ова поново време во живење, каде што токму мене тоа ме одржа и секогаш на сите мои познаници им велев тоа во моментот што ми го кажува, значи срцето како да ти излегува од стомак, баш буквално така тоа сум го правил и изградив една таква самодоверба во сам себе да не можам да ви опишам со зборови колкава е. Многу си верувам сам на себе кога ќе тргнам нешто и не застанувам. Да. Многу е, тоа секогаш го викам, ако уште од мали нозе изградиме некои карактерни особини, дали тоа ќе биде твоето кај што веруваш во себе, сакаш да постигнеш многу, дали тоа ќе биде дисциплина, дали знаеш ќе научиш како да наоѓаш мотивација, како да станеш кога ќе паднеш, многу е после тоа полесно кога ќе дојдеш сега на твои години или па и помал и постар, без разлика, тоа не се заборава, тие дисциплини, тие некои особини ако ги земеш и ги научиш и станат дел од тебе, после многу полесно ќе се справиш со се што ќе ти излезе на патот. Што е уште поинтересно од ова што го кажете, можам да ти кажам дека сум имал и двојно и тројно поголеми предизвици, каде што почетната моја основа, дали ќе успеам, била сведена на минимален процент, меѓутоа сум успевал. Затоа што не знам, такво ми е чувството да нема нешто човек што не може да го направи доколку сака. И нема откажување. Во најмала рака понекогаш знаеш што сум велел. И да не успеам, се обидов. Имало и такви работи што сум ги доживал, меѓутоа никош не ми било криво онака сам за себе кога сум се обидел. А да не се обидам и да не верувам во себе, тогаш ми е многу криво и да знаеш дека наредниот ден кога ќе преспиам нешто ќе направам такво само за да ја повратам таа самодоверба. Да, друго е кога знаеш дека си дал се од себе, се што е од твоја контрола, си дал 100%, па некојаш и поеќе, и да не успее и да, ако збориме за трчање, ако изгубиш трка, едноставно другиот е подобар од тебе, ама знаеш ти дека си истрчал кој што треба, си дал се од себе и нема зашто да жалиш или да ти е тешко. Така, токму тоа сега ми случи на последната трка. Ето го погоди моментот. Да, бидејќи тоа баш со повеќе луѓе го зборам, знаеш, многу од работи што не се случуваат, ние не можеме да ги контролираме. Ама контролираме како ќе одговориме на истите, колку ќе се внесеме самите себе и колку енергија ќе дадеме. Тоа е реално другото, времето, другите околу нас, околностите, тоа сите сме со тие работи, не може да ги контролираме. Така се сложувам, јас само ќе ти го доловам преку мој личен пример, зашто ти реков ја последната трка. Значи, јас со години сакам да направам некоја промена, меѓутоа не ми успева, а таа промена е мојот став и мојот ангажман кога се двете главни трки во Скопје. Тоа е Скопски маратон и Халкеко. Тоа е, значи, сите знаеме, лудница, кога ќе дојдат тие два термина, тоа е, што велат, навалица, нели? Сите сака да бидат тука, се врти околу тие трки, значи, кога е во прашање Скопје. И јас имам многу голем удел во овие трки околу мојот менаџмент, што е, нели, на сама трка. Сакам две работи да ги направам споредбено со мојата основна, која што е да истрчам добро трката. Едната е мојот тим, што е на таа трка, односно од мојот атлетски клуб, драгите луѓе што ми се поврзани за таа трка и моите колеги од АРМ, значи што учествуваме сите на трките. И тука јас мојот ангажман буквално цел викенд, недела претходно го правам.
не можам да ти опишам со зборови што све поминувам тие денови за да се биде накоцкано пред стартот. И знам дека губам енергија, и знам дека фокусот ми е таму, и постојано викам нешто ќе сменам, и кога ќе помине трката, секогаш мене најдраги ми се тие луѓе, и јас сум спремен, буквално, не знам, до крајот на кариерата тие 2 трки да се жртвувам, само за да едноставно сите работи што јас ги правам под конец ми бидат и тогаш. И така се случи овој пат сега, значи кога беше Халкеко, сега ние го снимаме, нели, ова, тоа се случува пред 3 дена. И јас бев исто така доста заангажиран околу сето тоа и секогаш одам меѓу првите, и овој па бев саат и пол порано и седа да завршиш, и седа поделиш, и стартни пакети, и чуда, врагови, се луѓе доаѓаат од страна од други градови, сакаш да им помогнеш, сакаш нели сето тоа да го завршиш, па некои промени, некој се откажал, некој нов, некој вака така, сето административно да го завршиш, навистина одзема доста енергија, меѓутоа не се предам бидејќи јас сакам да сум кон тие луѓе оној кој што го знаат сите МС. Значи сите кого и да прашате ќе ви го кажат, тоа не е ја дека правам сега тука некој филм, меѓутоа навистина сакам да се заангажирам, да дојде тој во Скопје, да го земе Старно Добровиче и веднаш да може да загрева. Сега, например, можеби некој не го гледа тоа дека го правам за 20, 30, 40 луѓе, меѓутоа аз не можам никого да одбијам ако ми се јави во сабота вечерта или од мојот клуб некој што доаѓа исто од страна и така натаму. Стартував на трката и јас нели сакам сега да истрчам добро и најавив како ќе ја трчам. Веруете дека ќе ми излеташе срцето од толку што бев неодморен, ненаспан, спиев само 4 сати, претходно бев и професионално нешто службено ангажиран ден претходно, така да се ми се насобра и јас ги чувствувам нозете свежи, дека се оди како што треба, меѓутоа знаеш кога не си мирен, кога едноставно пулсот ти оди у ѓавола на кај 200 и некаде на 4 км застанав, ја овладив малце главата. Тука го стопирав и времето и се, кое што беше фино време, можеше супер да се заврши трката во тој стил. Меѓутоа, најдов моментален мир во мене, завршија трката културно фино. Не е работа сега тука да останеш во Карпош 4 и да се вратиш назад, не знам како. Сега го треба да се вратиш до финиш. И продолжив со некои 15 на секунди од километар, послабо од ритмот што го трча. И после чувството беше неверојатно. Види, јас сум истрчал за 37-39 минути, 10 километри, ништо нема да смени. Нити нешто ќе ми значи, нито, а меѓутоа навистина моментот кога со трчање како што треба ја поминуваш финишот и завршуваш после толку истрчани мои трки, години трчање се, и кога ги видиш луѓето на кои што си им завршил работа, си им помогнал, се тоа што поминало, значи чуда врагови пред тоа, навистина ми представува еден момент каде што сум целосно исполнет. И навистина така. Да, ми требаше одмор и за прв пат не присуствував на прогласувањето. Едноставно не може, физички бев исцрпен и заминав дома и урнав рекорд на спиење во попладнените часови. Рекордот ми е саат и 10 минути, толку можам максимум, саат до саат и 10 обично. И ретко одмарам попладне, меѓутоа овој пат беше 2 часа и 15 минути. Тоа кажува се. Нема телото, рекло готово, не може повеќе. Тоа исто, ја се спремам за прв маратон. Еден од најдобрите совети што го добив е, убеди се дека можеш да истрчаш колку за маратон. Да. И вика, само пази кога ќе застанеш, после не можеш да одиш. Тоа телото се откажува. Тоа така и твоето, кај шо ти си дал се од себе, си завршил трката, си успел, си завршил едно цело поглавје, нели, што е Халкеко трката. И после тоа телото вика, ништо им си 2 сати, ако можеш уште 1 сат ќе преспијам. Камо среќа уште еден. Не, интересно и тоа, знаеш, мене барем, ти кажав пред да снимам, ја никогаш во живот не сум трчал до пред некоја година и еве сега тркава ја завршив многу позади тебе. На Халкеко? Да. И ама целта мене на пример оваа трка ми беше, јас сакам да уживам во трка. Да немам километар кај што нешто ќе ме боли. И знаев дека може уште посилно на некој километар долам, ама бев свесен дека чека, ова ми е целта. Јас сум дошол да уживам тука, имаше луѓе со кои што заедно трчавме, напред, пред мене, позади мене. И јако ја завршив, бев многу среќен. Не е најдобро време што сум имал, ама тоа валјда, не знам, трчањето, тоа мене ми прави кога си поставиш една цел, ако можеш да успееш, да, тебе главната цел не ти е примарна да направиш сега, не знам, резултат, туку кој што кажа ти, имаш многу други работи кои што
трчањето ти става, може ти станува у втор, трет план, ама пак го завршуваш бидејќи тоа е тоа. Инаку тука добар момент спомнати, чисто само да ти кажам дека сум и на твоја линија, трка за уживање. И моите блиски во трчањето што си од клубот Све ќе ви го кажа тоа што јас го потенцирам постојано, дека во годината треба навистина да имаш, колку и да бркаш резултат, треба да имаш и трки за уживање. Јас имам 3 до 4 трки во годината кај што навистина трчам и уживам. Еве би напоменал две мои фаворит. Едната е меѓународна, едната е домашна. Меѓународна трка во која што уживам секоја година, тоа е Белградскиот маратон, дефинитивно. Значи фул викенд со сите салтанати, со се. Да. Значи се буквално агенда од петок до недела вечер, нема некоја минута промашена, значи. И домашна трка е Охрид трчат, каде што цел викенд, еве случајно се взела мечка, не беше намерно, дефинитивно. Охрид трчат, каде што исто така цел викенд сум во Охрид од петок, значи и таму има програма цел викенд, навистина, она што го викаат и они Охрид ранинг викенд, значи тоа е навистина оној кој што го сака трчањето, може дефинитивно да појде во Охрид цел викенд и да ужива. Истото постојано им го нагласувам на сите мои атлетичари што сум работел со нив, дека доколку не го сакаат овој спорт и не уживаат во благодетите што ги дава атлетиката, тие нема да успеат или кога тогаш ќе паднат. Не можеш да бидеш во овој спорт машина. Само робот и само да работиш за тоа и без емоции, без ништо. Во еден сега подкаст кој што беше со Дарио, може да слушнете како тој кажува дека после маратон самиот се сокрие и ќе пушти некоја солза од маратонот. Еве што ви кажува еден великан, една европска класа. А тоа е жива вистина и тоа е кај секој атлетичар. Значи, мораш да го сакаш овој спорт, мораш да уживаш и тогаш ќе бидеш комплетен спортист. Да, јас го приметив тоа, иако пак јас зборам од ептен, баш трчам уживање, нормално се обидувам да се надмашам себе си, секоја трка или кога ќе си поставам цели, ама тоа ја го доживеа баш тие некои почетни. За среќа се погоди и Охрид и Белград сум ги истрчал, тоа ми се првите полумаратон и маратон што ги имам истрчано. Ама јас се сеќавам првата трка што ми беше Скопски маратон 2022, ако не се лажам, 5 километри истрчав. Ја завршив трка, ја најбрзо истрчав тоа што уживо. Ја кога завршив, не плачење. Ја плачев луѓево кога ги гледав како завршуваат емотивен, знаеш, пошто те понесува и тоа чувство не можеш на многу други места да најдеш. Кај Борис Трајковски финиш. Да, тој ја гледам луѓе завршуваат, најува за нив се, ја не знам, прв пат ми е на неква таква манифестација. Мене ми е, знаеш, ми станува емотивно, за други беше завршуваат и колку е, знаеш, тоа чувство кога ќе завршиш, кога ќе успееш у тоа што си, и да не успееш, ја затоа секогаш прва цел ми е да завршам, втора цел резултат ако сакам да бркам некој. Ама тоа е убавото у трчањево, ја би рекол и секој спорт. Знаеш, бидејќи ти дава некои чувства на емоции каде што не можеш ти да ги најдеш на друго место реално. Така, реално е така. Не може да ги најдеш на друго место. Спортот како што може тоа да ти го понуди, дефинитивно нема и не туку јас џабе пишувам и неколку пати кажувам дека најголем амбасадор на една нација, на една држава е спортистот со својот успех, што е од национален интерес, што ќе направи голем врвен успех се. Вие не знаете, не можам со збори да ја опишам која емоција е тоа. Ти да си на лице место некаде, пример, како јас сум погодил 1000 пати на меѓународна сцена и твој спортист да успе. И ти таму сите да те гледаат, значи тоа е вистински мелем што велат на срце и на душа. Да се чувствуваш горд македонец. Било каде во светот до таков успех. Да, поготово на места кај што можеби не знаат кај е Македонија или што е, знаеш, тие моменти кои што се многу важни. Кажи ми сега да те прашам, сега почнавме ние веќе за трчање, ама од кај доаѓа трчањето кај тебе? Значи, како МС почна да трча? Па, види, можеби некој што одамна ме слуша, ме гледа и ми го знае минатото, можеби ќе му бидам досаден. Но ете, можеби некој дел од публиката и прв пат ќе слушне.
Значи, она што и на почетокот на разговорот со тебе беше, и сега ќе го повторам, значи јас како мал во тие 80-ти години, мислам дека беше 88-ма некаде година, при еден летен распуст, сосем случајно некоја кладба падна со едни мои другарчиња тогаш во едно село кај што престојувавме во текот на летните месеци, и нешто падна до една продавница што беше блиску, околу километар и нешто, као за колку можеш да отидеш да се вратиш, да земеш, и ја им викам, дали беше 10 или 15 минути, не можам да се сетам, и овие го гледа тоа како нереално. И ја викам, да, и се кладевме, некоја детска кладба, нешто без везе, така. И тие гледат, еден имаше часовник тогаш, знаеш, на стрелки, да. По старине. И ја летнувам према продавницата, влегувам унатре, по првиот правец, и му викам брзо, дај ми тоа. Ајде, сега ми беше глупо да се изразам, а више кога почнав ќе кажам цигари. За нив, не за мене. Ја никогаш со цигари, ни со алкохол во животот не сум курил, нити тоа ќе биде кај мене случај, затоа така и не сакам да ги спомнувам. Голем противник сум на двете работи. Дури не се научив ни пиво да пијам. Што да правам? Ја и ти. Да. И се враќам назад, задишам, доаѓам, и вие гледат некоја минута, мислам дека бутнав, една минута нешто, таа бариера што ја поставивме за кладбата, и тие се чудат. Јас тогаш онака махинално се викам, јас сум роден некој трчач, некој спортист, атлетичар, она, и немав некој тогаш бев јас 7 одделение, нешто така беше, 6-7 бев. Немаше некој надпреварени трка, тогаш знаеш какви времиња беа. И во основните училишта не памтам дека имало таква некоја трка, да, нели некој ме види и така натаму. Меѓутоа од 91-а мене ми остана тоа во глава тогаш, и викам, ќе пробам јас во тоа средно воено училиште во Сараево кај што се запишав. И таму имав едно трето место освоено на еден крос, кај што трчавме 1000 тогаш ученици, одnosno што беа питомци, така се вика тие на военото училиште. И значи тоа грандиозна бина, прогласување се, и тогаш го видоа талентот во мене професорите таму што беа по физичко, и почнав јас да добивам од нив прв пат, тогаш слушнав тренинг за атлетика, трчање, нешто да има смисла тоа што го правиш. И навистина влегов во доста добри води тркачки, и каде што таму ми правеа мерења или некој таму имаше тестирање, кај што се трчаше од 1500, 1600 и 3000 метри. Ја имав истрчано 1500 метри, имав истрчано за 4 минути и 6 или 7 секунди. 7 секунди мислам дека беше точно, пошто нели сега сеќавањата знаме како, или 6 или 7 секунди, а 3000 метри имав истрчано, го имам дома запишано резултатот, сега во моментот, дали ќе го сгрешам, дали мислам дека беше 8:50 и нешто, го имам запишано дома, не памтам затоа што не е релевантно сега, нели, тоа не бил ни официјален резултат, ниту ништо, така да таму го видов талентот, и таман кога се развив во некој атлетичар кој што може да успее, бев под контрола на професорите по физичко таму во военото училиште во Сараево, и тогаш изби војната. И се тогаш ми се сруши, пред мене целиот свет се сруши, дека јас морам да се заминам дома, и тоа дали ќе заминам беше прашање. И дали воопшто ќе се вратам јас на таа моја желба и така натаму, и тука дојдов, и среќа имав голема како се извлеков. Тоа само јас го знам. Да замислам на 15 години, но тој виор на војната, да се извлечеш од Сараево до граница со Србија. Тоа беше патешествие тешко, за кое што јас лично немам траума, меѓутоа оставив траума кај моите тогаш и не ми дозволија у прв момент да продолжам со униформата. Така да морав у средно училиште да завршам цивилно, нормално, во Никола Карев завршив. И тука јас во Никола Карев изгубив желбата, некако како се да ми пропадна. И некојаш кој имаше некој надпревар, ја излегов и победов у средни училишта тука. Имаше некои трки што се организира, многу ретки беа, ама јас пак некако влегов у добар пласман, се до оној момент додека не се запишав на факултетот, односно тоа е воена академија, и каде што тогаш ми се врати желбата и продолжив да не она класично да тренирам, меѓутоа продолжив да трчам.
победував на многу трки што ги организираше тогаш армијата. Бев убедливо прв и се надпреварував на некои надпревари тука што беа исто, тоа памтам една Samsung Run, Божикен Крос, нешто така имаше и бев конкурентен. Не стигав меѓу првите тројца, меѓутоа 5-то, 6-то, кај што трча од Работнички, тоаш најпознат атлетски клуб беше, кај што јас на почетокот бев, ама многу кратко у средното училиште, пошто не можев со смените некако да погодам. И после имав една пауза од 6 години. Поради мои приватни причини, не сакам да зборам сега за нив, и кога сватив дека во 2004 година сум ставил на мене 117 килограми и реков, јас морам да ослабам. И тогаш почнав да трчам за да ослабам. Да. И сосем случајно почнав да правам некои фини резултати и се поклопи во 2006 година на почетокот, кога нашата армија влезе во тој меѓународен Совет за војни спортови, како рамноправна членка, и ние имавме право на настапи во целиот свет на меѓународни надпревари со наша соодветна селекција, и јас тука добив едноставно голем ветер во грб за да успеам да бидам меѓу најдобрите во армијата и да се надпреварувам на меѓународно ниво со моите колеги од сите армии во светот. И од тогаш мојата приказка тргна така како што знаете сите, напредував со резултатите цело време, од година во година. Да, јас влегував во ветерански години, меѓутоа границите на моите можности беа во рамките на оние кои што беа многу помлади од мене. За да 2015 година малку поработам со младите, и претходно нешто работе во армијата, со мои колеги им помагав, меѓутоа надвор од моето работно место почнав со таленти на почетокот на 2015 година, кога и Дарио се појави, и многу мои сограѓани, деца од општината Илинден, кај што ја формирав група од преку 13 атлетичари, од кои што направив пола репрезентативци. И така ова до денеска трае. Да, мало место Илинден, ама многу добри спортисти. Ние сме веќе атлетска мека на Балканот. Да. Знам дека Нови Пазар е сигурно, тие се докажани со години, ама ние веќе 11 години го градиме тој бренд. Илинден, и затоа Илинден сега за прв пат има и атлетска трка во септември. Илинден Лайф. Илинден Лайф Ран. Да. Кажем, што има у Илинден, што стават у водата у Илинден, па за да... Која е тајната? Ќе дојдеш и ќе пробаш и одма ќе влезеш во мојот тим. Не, гледај, јас сум бил у Илинден, имам пријатели таму кои што често се дружиме. И мислам супер за трчање, пошто има доста отворен простор. Доста, да. И знаеш, ако сакаш до Скопје да дојдеш, можеш да истрчаш и таман ќе се загреш. Така, Илинден има многу интересни патеки за трчање. Имаш избор на неколку патеки низ селата кои што се кај нас. Имаш со елевација, имаш рамни. Имаме таму делови каде што и вежбаме поспецифични тренинзи, интервали и така натаму. Имаме и игралишта, доста фудбалски, кај што некош ги користиме ние за лесни трчања по трева, значи буквално се има. И таква е нашата општина, секогаш имала јаки спортисти, значи многу докажани во многу спортови, не само во атлетиката. И по тоа сме познати, како да едноставно ја продолжуваме традицијата, како да сакаме да се докажеме на национално ниво дека можеби ние сме the best. Тоа е тоа. Да. Знам ја дека ја доаѓам од Струмица, и така и ние тој епитет може и го носиме као нон-стоп има спортист, некои ќе се појават Струмица едно друго, валјда Илинден тука у Скопје. Знаеш дека таму имам правено заеднички тренинг со екипата од Струмица? Па не би ме изненадало, да. Сега ти кажам кај трчавме. Се договоривме сега еден викенд имав слободен и малце се рашетав. Многу сакам да шетам по градовите и некогаш кога ми се погоди некој викенд да немам ништо, палам колата и вртам цел круг и ќе направам една агенда, и тогаш агендата беше да преспиам кај Столе од Струмица петок према сабота, пред тоа направивме шема малце вечерта. Низ градот и Сабајле се договорив, тоа морам сега ти го кажам. Како се договоривме за Сабајле? И као они треба да идат на работа. Во ред, у колку ете на работа, у 8 вика у 6 да трчаме. Пази, беше јануари месец. Ако бе во 6 ке трчаме. И заглавивме малце вечерта и дали сум спиел 4-5 сати. Сабајле не можам очи да отворам, а не се давам. Сега они ќе трчат, лонг со мене, ќе одат да работат, замисли јас онака се шетам и да не можам. Нема шанси.
И станувам со бајле и гледам век, ја не успеав ни кафе да испијам, гледам еден човек веќе на улица не чека, а темно надвор. И екипата се собра, мислам дека бевме петорица. Така, петорица бевме. И тргнавме од градот, Столе го знаеш? Ангелски. Не го знам лично, ама да. Од кај он што живе, малце некои 2 булевара поминавме низ градот и се упативме према мислам Велјуса. Добра. По тој пат. Тој е малце со елевација не качуваш цело време и кога стигнеш на сред село некаде 10 километра и вртиш, така му доаѓа во десно и паѓа патот малце према магистралата доле, стариот пат, Неде Радовиш, да, така ќе му доаѓа Радовиш, Струмица. Коцките. Да, Коцките, да. И мислам дека некаде кога влегувавме во Велјуса се раздени. Кочан ладно беше Савајле, значи кочан ладно. И го направивме тој круг, 21 километар не фати, точно, не, 20 кога влеговме, 21 кај Столе, така беше. Супер ни се фати, полумаратонче. И најјакото, јас стигнуваме кај Столе, ја мамен туш, излегувам и му викам, брат, ти не се тушираш, не вика на работа, облекува човече само на работничко, но и отидоа да работа, не ми се веруваше. Кој цареви, не. Значи страшно нешто. И после тоа со други малце што не беа на работа се врзавме малце едне на чорба да удриме Струмица, она многу јако си помина. Баш ми е кеф кога раскажам за тоа, значи сега луѓе не прават некои, не знам, екстра резултати, меѓутоа цареви се за тоа. Немам коментар. Ги поздравувам и ќе повторим уште еднаш. И ти да дојдеш. Па сега, знаеш, валјда сега ќе имаме и трка у Струмица, така да, оваа година ќе има. Конечно пак се враќа, па ќе истрчаме. Да, нема, тоа е интересно, знаеш, мислам дека спортот е такво некој не поврзува луѓе од секакви и средини и контексти, па работи едно друго. Тоа е многу убаво. Тоа преска што зборевме убавината у спортот, да, знаеш, чувствуваш некој чувство кај што не можеш да ги реплицираш никаде, и тоа е кај што ти можеш да се поврзаш со луѓе што никогаш не би имало причина зашто да ги знаеш. Така е, така. Да. Кажи ми, сега, како доаѓа таа одлука и каков... Сега, знам дека различно е кога трчаш, а друго е кога тренираш некој. Да. Како доаѓа таа одлука? Јас сакам сега да им помогнам на овие деца у Илинден да ги научам како да трчаат или да бидам со нив да им помогнам у трчањето, атлетиката. Види, јас таа моја тогаш одлука беше само заснована на една работа, ама после таа доби друга димензија. Основата за тоа што јас почнав да работам, почувствував кај нив дека им е потребен некој ментор, некој човек да ги насочи правилно во животот, да се пронедат во спортот, едноставно да ги изведеш на прав пат. Јас сум таков цел живот. Многу сакам да помагам, многу сакам да сум хуманист, многу сакам да им обрнам внимание на луѓе кои што се запоставени, кои што не заслужиле таков статус во животот да бидат заборавени, а дале многу. Јас многу имам направено на таа тема. Имам илјадници примери, а и многу луѓе ги знаат, каде што само иницијативно сум поаѓал, каде што буквално горело некаде, каде што на некој му требало помош, каде само иницијативно сум модел, се сум правил само за некој да го направам во моментот среќен, да го направам исполнет, да му направам дека заслужил вниманието. И тоа ќе го правам додека сум жив. Тоа го правам од срце и сакам да го правам и да им помагам на луѓето. Стално правам и некои кампањи такви за да ги насочам младите пред се. Едноставно нас да не наследат, да земат пример од нас постарите. Да и ние не сме совршени, можеби нешто грешиме. Јас секогаш и учам и од помладите можам да научам и никогаш нема да кажам јас сум совршен или не знам што. Напротив, многу сакам да сум само критичен. И во овој случај, како што ме праша ти, јас кога видов дека веќе се менува малце таа димензија што беше претходно кај мене, значи јас трчам сам со години кај мене во Илинден и те гледат чудно, те прават лутли, не знам што, ој нема работа, трча. Едноставно така беше пред 20 години. Нема друга работа, трча. И ќе ти рече дури некој од постарите што не разбира што правиш, немаш ли друга работа? Добро, не ти го кажа тоа баш буквално она да те навреди, не знам што, можеби
така му доаѓа да те праша, прв пат го гледа тоа. Го интересира. Ја го разбирав тоа, Да. се ми беше јасно. И во тие моменти кога почна трчањето да се развива, кога луѓето видеа дека тоа на некој начин е издувен вентил во животот, некој момент каде што ти можеш нешто да направиш за себе, да излезеш од некоја зона кај што не знам каков си бил и што и така натаму. И јас тие деца тогаш ги прибрав кај мене како едно друштво ги направив. И цело време размислував и измислував некои моменти што нив ќе ги кренам со некои потези за да бидат заедно, да бидат позитива и да тренираат. Например, имаме своја група на Facebook, чат, и јас водам евиденција на кое дете му е роден ден. И одма иницијатива, одма собирање, сите меѓу нас, да речеме, по тоаш, не знам, по 200-300 дни, му купуваме некој подарок, кој што е во спортски подарок. И така ги поврзуваш, така позитивата цело време ми ја пренесуваш, ги зближуваш, ги учиш на индивидуални и тимски карактеристики, да се изградат прво како индивидуалци, а потоа и да се тимски играчи. Значи да се почитуваат до... Да, не велам дека се беше совршено. Имавме, пример, некој дете што не можеше тоа да го издржи, не знаеме од кои причини, и се излегува од тимот. Меѓутоа, генерално, од 10-9 ако го поддржа тоа, ти си успел. За мене беше тоа успех. И така, низ тој процес, како одиме, ти веќе ствараш шампиони, ствараш луѓе што облекуваат национален дрес, што се надпреваруваат за тоа. Во првиот момент ја не сум свесен дека ја произведувам во моментот уште малолетен атлетичар во идна европска звезда, Дарио. Не е свесен дека од тие другите исто деца дека ќе станат репрезентативци, дека ние доваѓаме од исто место, дека ти тоа го правиш во едно марино. Замисли. Како одат работите една по друга, ти се прилагодуваш на тоа дека ти веќе правиш огромна работа на национално ниво. Ја и денеска некојаш не сум свесен, дури мораш вака да се растресеш главата, што до сега ти све си направил. Јас, пример, кога ќе отидам некаде во некој град да трчаме трка, е како сега ќе ти кажам последен пат кај беше тоа. Последен пат во Штип, наша трка, значи така поголема трка што бевме, значи кога ќе видиш како луѓето ти приоѓаат, како се запознаваат со тебе, како кажуваат дека те следат, дека колку те почитуваат и дека сакаат фотографија со тебе. Искрен да бидам. Мене тоа секој ќе рече ти годи, убаво е. Меѓутоа не се чувствувам у моментот убаво, да, ја го кријам тоа, меѓутоа не се чувствувам зашто јас сум човек таков народен, од народот сум и не сакам да доживувам не знам каква слава или не знам така да ми да. И ја дури одма им дам до знање што ти е на тебе, обавезно, одма идам, ја го гушкам све, значи да му кажам дека јас сум нормален, природен човек. Многу сакам да ме сакаат, да ме знаат како таков. Не ќам никаков предзнак за јас ова сум направил. Да, ја навистина сум придонел, сум направил све, сите го знаат моето дело, све тоа што го туркам и на национално ниво и што пропагирам некои мои работи кои што се позитива, све тоа е више се знае, не можам ја сега нешто да сменам на сега 50 години ќе набам да сменам нешто за мене и да сакам да сменам не можам. Луѓето ќе ме знаат по тоа што сум го направил во претходните 20-30 години. Меѓутоа, еве и сега кажам, јас сакам да сум еден ист како и сите други. Да, сум направил нешто, меѓутоа пак сакам да сум цврсто на земја. Верувате дека тоа мене ме исполнува. Затоа примерот што ти го кажав прес. Палам колата, одам вртам кругче и многу ми е кеф да идам по градови и да се наоѓам со луѓе што ги знам и да седнам со нив и да се направам муавет и да го слушнам дијалектот од сите градови и да изедам една чорба. Знаеш што е една чорба во Чаршија, например, во Кичево. Ти не знаеш кој момент е тоа да седнеш меѓу тие луѓе, домаќини, еснафи, што си седат сите заедно, што како ти кажам, најнормално живење што тебе може да те исполни и да ти направи, не знам, една позитива на денот. Него ли да живееш
турбо, да јас сум сега у центарот, најблискиот кафич до плаштадот и тука лажичето цел ден. Не ми исполнува тоа. Значи, тоа ми е мене една животна пасија која што не ја менувам, еве и сега кажувам дека никош нема да ме видат. Да, јас сум бил на европско, на светско, сум поминал сите континенти, сум бил на олимпијада, сум бил сега се, меѓутоа веруете дека некош поише овие работи ми исполнува. Кажи ми, кога сега ги спомнаш овие работи, почна да збориш за деца, што те води кон тоа? Знаеш, дали има некоја цел која што или некоја причина зашто на пример си видел, оке, сакам овие деца кои што, не знам, се шетаат по Марено, по Лилинден, вака, сакам да им помогнам да излезат на здравиот пат, на добриот пат. Да. Дали имало нешто што тебе внатре те води да тоа го направиш? И некоја причина? Вака. Јас сакам прво некој мене да ме смени, да ме наследи во униформата. Значи, секако дека ние заминуваме во пензија помлади се и сакаме некој нас да не замени. За да не замени нас некој, треба да биде, можам слободно да ти кажам, машина некој вид. Ти за да го направиш таков. Значи, он треба прво да биде интелектуално подготвен, треба да биде физички, значи, она што се вика психофизички максимално подготвен. Не е едноставно, значи, да облечеш униформата, не е тоа така и некои родители кои сакат за своето дете, нели, да влезе пример во армија, треба да му објасниш дека на пример детето не сме да го фрли во огин. На пример ако не е спремно. Јас значи сакам од децава да си ја сакат својата армија. Тука ќе споменам исто така и полицијата. Значи, едноставно самиот влез и во овие две институции, во армијата и во полицијата, на некое младо дете, значи еден чин на патриотизам. Значи си ја сакаш својата држава, си ја сакаш својот народ и навистина представува еден чин на патриотизам каде што ти сакаш нели да служиш на својата татковина. Тоа е едно од оние работи кои што сега ти ме прашуваш и сакам да ти ги кажам. Втора работа е спортот. Значи, преска рековме. Значи, вистински амбасадор, кој ќе биде успешен спортист. Значи, ти промовираш такви вредности во животот да секој дете треба да ги види. А ние знаеме она првото и второто дека многу ги спојува. Значи, човек што ќе служи на својата, што ќе облече униформата, треба да биде, нели, по некоја логика спортист. Значи, ти кој ќе спомнеш некаде војник, како војник, кој ќе кажеш како војник, се знае на што се мисли. Така да, мене секогаш тие работи ме воделе така да инвестирам во нив, дури некогаш сум имал и проблеми. Значи, сум знаел да седнам со некој, со некој моја генерација, некој другар, и се он ми збори за неговото дете, го донесе детето, си седи детето млитаво, сигарче запала, викам, што сега да ти кажам? Вака му викам, што да ти кажам? Ај пред него не, насамо збориме. Викам, детето не ти го бива. Нека ја таму нека работи нешто друго, или пак нека се изгради малце, па после. Значи, мораш отворено да кажеш сега. И да ми рече, пример, добро, направи го него, дај ми го, ќе го направам. Ќе го средам, ќе го тренирам, ќе разговарам со него на сите можни нивоа, да му го сменам тој мајндсет у моментот што јас го гледам. Значи, со цигарата и така паднати се гледа дека спиел до сабале до 4 са. Не е тоа. Значи, може да направиме нешто, може да смениме нешто, ама ако сакаме. И нормално он треба да сака. Сум имал и неуспешни мисии. Значи, ме убедува детето, ми кажува што сака. Да, јас го сваќам све и само му велам на крај. Дете, ти имаш само желба. Ништо повеќе. Само желба, само тоа ми го збориш, а уствари во реалноста не нити можеш, нити сакаш. Само желба некој и толку. Да, и знаеш, многу е желба, визија, имаме некој сон што сакаме да ги оствариме, ама ако не ја донесеме таа одлука дека ќе, окей, јас сега идам сега кај тебе, вака и вака МС, јас сакам ово и ова да направам. Ако ти ми кажеш, окей, ова е тоа што треба да се направи, и се договараме утре дента, ја спијам до 10, не сум станал. Така, апсолутно. Ја морам да станам утре дента и да ја завршам работа. Тренингот, ако еве се збориме конкретно атлетика, што ќе ми го даеш или кој да е друг тренер,
Ја ако не знам да изработам, ти не можеш за мене да изработам. Така е. Значи по овој сегмент сега што го кажа, ќе ти кажам една работа како се откажувале некои што имале работа така со мене. Јас во мојот живот никаде немам задоцнето ниту една секунда. Значи се што сум правил, се што сум договарал, дури сум одел до таму да сум погаѓал од возење, не знам колку километри, да пресметам точно и да дојдам. Тоа сите го знаат за мене. Кога почнувале некои да се навикнуваат на таа моја животна навика, стратегија и се што сум спроведувал, еве да речеме во спортот, например договарам тренинг у толку, јас секогаш чекам 5 минути претходно. И сите доваѓаат, се е сервирано. И сега, ако ти доцни едното дете еднаш, два пати, готово е тоа. Тоа се знае дека тој нон-стоп ќе доцне. Јас имам работа со спортисти, и стално ги напоменувам кои, што никогаш не задосне на тренинг. Ти можеш да задоснеш на тренинг, ама претходно ќе јавиш. Тоа е одговорност. И јас еднаш кога си имам јавено, ме сопре полиција, губам тука 5-10 минути, доаѓам за 5-10. Ама јавуваш. Јас стално кога ќе добро во ред, си имал проблем. Зошто не јавиш дека доцнеш? И тука настанува проблемот. А одговорноста е поголем проблем. Тука имаш одма кризирање во дисциплината, имаш одма паѓање на тој тест, на одговорноста, и како саш ти да успеш? Па утре ќе ти се случи на надпревар клучен, да дојдеш буквално во 5 до 12 и ти не можеш ни опремата да ја ставиш. Тука се ствара навиката. На тренинг, како што велат, што ќе одработиш на тренинг, тоа ќе покажеш на трка. Односно, колку си одговорен за тренинг, толку ќе беше одговорен и за трка. И на крај, еднаквото знаеш каде е резултатот. Или го имаш, или го немаш. Да, ја би рекол и тие некои работи, се деца што почнеш да ги тренираш или било кој дете у спорт кој што ќе почне, голем дел од нив нема да станат дарија, нема да станат професионалци кои што ќе бидат со, не знам, каков квалитет. Ама ако се научат на некои од тие вредности сега за кои што зборуваме, од тоа дисциплина, одговорност, да носат одлуки кои што ќе им помогнат да бидат подобри, не знам, кај да се у која фела да работат после тоа, подобри татковци, мајки, подобри родители и се тоа. Тие се тие работи што ќе останат со тие спортисти што ти ги тренираш. И голем број на други тренери ги тренираат, бидејќи реално се не може секој да прави тоа Дарија што прави. Ама ако ги научиме тие некои вредности преку спортот, каде што окей, да, јас сум задоцнел, или, не знам, ке изгубиш трка, нема да станеш професионалец, ама животот продолжува, има нешто следно. Тоа е убавината, знаеш, можноста да научиме многу лекции кои што после тоа на нас ќе ни се важни. Да, јас многу разговарам со моите атлетичари на овие теми. Јас секогаш на нив им ја представувам реално ситуацијата во која што тие се наоѓаат. Се она што треба да им се каже реално во поглед на нивната подготвеност, одговорност, дисциплина, ангажман, жртва, се. Отворено зборам со сите. Дури јас само иницијативно го почнувам овој муабет или им се јавувам. Затоа темата, нели, она што почнуваш ти ментално здраве и така натаму и се. Јас верувај дека уште со првичниот впечаток кој ќе го добиам од спортистот со кој што работам, јас веќе знам, тој не може ништо од мене да скрие. Веќе го учам, веќе знам што ќе направи следниот ден. Се обидувам максимално да бидам предпазлив, ама и реален. Значи разговарам, кажувам, бидејќи се работи некогаш за некој што не стигнал до својата 18-та година, некој што ја префрлил, значи влегол во полнолетство, знам какви им се чувствата, како размислуваат, како можеш не сакајки да ги повредиш или откажеш се, и многу внимам тука и многу се обидувам да им покажам грижа од моја страна. Оние кои што навистина ќе ме сватат од почеток, навистина ќе го искористат тоа во вистинска насока и затоа ќе речат он е мојот буквално втор татко и се, затоа што јас навистина така. Никогаш не им викам, никогаш не им ги терам да се откажа. Никој мој спортист до сега јас не сум го напуштил
и кога бил на дното доле и кога му било најтешко и се. Јас имам напуштено спортист, али со буквално дојдено се до плафон и злоупотреба и така натаму, едноставно тоа е више друга димензија. Меѓутоа, секогаш во поразите и во победите, јас сум исто со мојот спортист. Знам да се радувам кога ќе победи, знам и со него да седнам во ќош и заедно да споделиме она што е неуспех. Никогаш нема да го оставам јас него така он да седи сам и ја да чекам успех за пак да бидам со него. Јас ве уверувам дека успехот на спортистот многу зависи од ова. Сите ние ги знаеме оние 3 столба кои што се основа на младиот човек, дали е спортист, дали не. Емотивниот, социјалниот, интелектуалниот. Кога ќе видиш дека некој столб малце крцка или недостасува, таму треба човекот што има најголема подршка да помогне, да задзида, да замачка и така натаму. Мораш да го следиш. Мораш да му помогаш, мора комуникација да има, затоа што ова е индивидуален спорт. Не е тимски, не може Лео Меси ти дае 5 гола и ти да урлаш, да викаш према трибината кај што се твоите навигачи. Спорт кој што навистина е многу тежок, кој што бара многу жртва. Сум дал многу жртва, ми дале моите спортисти многу жртва и заедно ја споделуваме. Успехот ќе се дојде. И тогаш сласта на тој успех е огромна, кога ќе се сетиш на назад која жртва сте ја дале заедно. Тоа е формулата за успех во атлетиката. Во ова наше поднебје тука, без никаква инфраструктура за атлетика, со еден куп административни оние пропусти и све што ги знаеме, што стално ги објавувам, што се соочуваме, да успееш ти во ова, да ги изградиш самодоверба кај твојот спортист, да тренира при вакви невозможни услови, да знае дека барем од некого има ветер во грб и да успее. Ти не знам колку си успел. Замисли ова да ти се случува со ваква мотивација самодоверба, се случува на пример во една атлетска школа, на пример на универзитет во САД. Што зборим? Не замислям. Да, и тој момент мислам и барем сега што те слушам и познавајќи малце од тоа што го правиш и следејќи те веќе некое време, моментот што и ти самиот го спомна на почетокот, ти ако дадеш се од себе, може нема секојаш да победиш, ама ќе бидеш задоволен. И ако идеш така во ни секоја трка, ни секој предизвик, ни на секој надпреварување, ти повеќе пати ќе победиш колку што нема. Тука е оној момент кај што се става акцент повеќе на процесот, на окей, што треба се ние да направиме за да стигнеме на одредено ниво, а не, окей, јас сега сакам да бидам шампион. Да. Не е само целта, туку и како да се стигне до целта, и тоа мислам многу важно и многу тренери може и го забораваат некојаш, каде што не можеш секојаш да победиш, ама ако даеш се од себе, пак на тоа се враќам, бидејќи мислам дека е многу важно и сакам акцент да ставим еве и после саат време од колку што збориме. Важно е да се знае дека тоа сега го слушнав пред некое време Владо Илиевски тројката што ја даде. Да. Вика он, ја цела кариера ја се поставувам така да ја знам дека сакам и пробувам да дам се од себе, знаејќи дека јас може и да изгубам. Да. И затоа ќе дое момент кога неговиот, нели, со тројката против Британија, вика ја тој момент, поради се она што ми се има десено и што им поминато и како размислам, ја нема шанси, знаев дека ќе влезе таа топка. Да. Се сложувам и јас преку мој пример во атлетиката и примерот на Дарио, тоа ќе го изелаборирам вака. Ние сме навикнати да очекуваме од Дарио нон-стоп, нели, успеси. И нели се створила некоја навика, еве го Дарио сега трча, гото, он ќе направи. И сите сне. Никој не може би погрешно се изрази, треба сите ние да застанеме малку и да речеме чекај малку. Што прави човекот за сето ова? Он кажа 8000 километри годишно, што јас знам, меѓутоа никош јас не сум го тоа изјавил, ете го изјавил сам. Сите знаеме дека Дарио трча по 25 километри дневно просечно. No. Тоа ја дава формулата за тие 8000.
ние сега очекуваме од Дарио секоја трка бум. Меѓутоа, не Дарио, и олимписките, и светските шампиони, и докажаните светски елитни тркачи во секоја дисциплина, сите имаат некогаш мал стоп, малку враќање назад и потоа пак продолжување кон успесите. Нема атлетичар, нема спортист во овој индивидуален, значи спорт пред се во атлетиката, каде што во моментот не застанал малку или не се вратил назад. То прво нема логика ти цело време да одиш нагоре. Во моментот што се случува сега. Дарио пред сениорскиот куп сега што ќе се одржи овој викенд, он сега нема да настапи. И многумина ќе се прашат зошто. Па ние кога сакаме Дарио, и ако сакаме на европското првенство во Бирмингам ова лето да успее и да направи пласман како што сакаме и очекуваме од него, ние мора него да го освежиме. Мора он сам да се освежи. Можеби тоа е најрелевантно до сега да го кажам. И мора да имаме сите разбирање дека мора еден период малце да дигне рачна, да се освежи, да малку го намали ритмот и темпото на тренирање и затоа ќе замине во тренинг камп во Франција, каде што ќе биде повеќе од 30 дена и во тој период од толку денови тој секако дека ќе започне прво со тој процес, каде што малце ќе се освежи се, ќе премине на појаки тренинзи во втората, во третата недела со јаката елита што е таму присутна во Асекс кампот, каде што нели доваѓаат најспремни, дури европскиот првак од Минхен е таму, Ричард Ингер, заедно со него тренира. И затоа поентата на овој мувет ми беше дека ние мора да имаме разбирање, зошто на пример сега нема на сениорскиот куп да трча. И тоа ние во нашиот атлетски клуб апсолутно ни е јасно, и мене како негов човек ми е апсолутно јасно дека мора да се освежи човекот за да после он направи пак некој нов бум. И затоа велам, не треба да го сваќаме Дарио како машина, како робот, дека тоа е така доаѓа, знаеме Дарио, он ќе победи, знаеме Дарио. Значи и он е човек, и он има чувства, и он треба да одмори, и он се што ние имаме благодети, и он треба да ги има. Можеби не сме исти во се, меѓутоа пак основата е таа. Да, и некојаш ако се претера, тоа полошо е за него, онда може ќе направи сега еднократен успех на неколку трки, 1 година, 2 години, ама ако продолжиш со исто темпо секогаш, не можеш ти да избереш од тоа дали ќе доживееш бърнаут, дали психички, дали повреда, дали нешто сосема трето ќе се деси. Ти мора едноставно да темпираш како, што, па и така, например, кога почнеш со трчање, дали ради тоа што сакаш да ослабеш или ради тоа што сакаш, ти ако почнеш брзо на почеток или многу да трчаш, ти ќе се повредиш. Тоа е така, не можеш ти да избереш од некои правила на природата и како функционираат работите. Така. Да, сега да те прашам, бидејќи знам дека тренираш и имаш и Дарио, машки атлетичари си тренирал и тренираш девојчиња и жени кои што трчаат. Која е разликата помеѓу, дали има разлика и твојот пристап и начин како ги тренираш нив и како бидејќи нели има разлика од предизвици со едните и со другите? Има разлика дефинитивно, тоа го знаат сите атлетски тренери и е навистина една интересна тема која што е за дискусија, која што е за анализа и која што дава некои заклучоци кои што навистина треба да бидат тема за анализа и како пред се да им се помогне на да речеме на атлетичарките за да успеат во атлетиката. Јас лично можам од моје искуство да кажам некои работи, каде што многу е полесно да работиш со машките. Значи, атлетичарите за мене представуваат спортисти, значи кои што полесно се адаптираат на сето она што го работиш со нив, многу полесно е тренингот кој што треба да се одработи,
у смисол да немаш некои, не знам какви бариери, пречки околу договарање околу се. Јас почнав да работам некаде после цели 4-5 години, не јас што сум сакал, едноставно така доваѓало да те побараат, да сакаат да ги тренираш девојките и така натаму, мислат, знаеш, они гледаат дека на пример работиш со повеќе, со Дарио, со основни, нели, сега ти го имаш магичното стапче и сега сите можеш да ги направиш шампиони. Да, во ред, сакам, зашто да не, така? Јас еден бенефит што го извадив цела кариера со тренирањето со девојките беше тоа што тие секогаш во нивниот тренинг процес беа на некое си мое ниво што јас го трчам и го постигнувам како перформанс на мој тренинг, и тука можеше да биде оној пейс момент, знаеш, кога јас ги пейсам нив и заедно го правиме тренингот. Тоа е од огромна полза на нив, што едноставно имаат човек кој што ги насочува од ледеката, ја прави тренинг програмата, може заедно со него да тренираат. Замисли јас да имам таков некој и на пример јас да тренирам со него. На моје ниво, значи не можам да најдам некој, или па на пример има некој, ма не можеш да се погодиш. Да. На пример имам еден тркач што е кај мене, што на моје ниво стигна од Мариное, меѓутоа се повреди и нема среќа заедно да тренирам со него. И сега веќе он е аут 3-4 месеци. И сега се случува стално, значи ова го кажувам од лично искуство, да на пример на договорен тренинг откажат. И пред се откажувањето е, ако е имало 10 откажувања, 9 ги откажуваат девојките на пример, од разноразни причини, а на пример кај машките ретко се случува. Многу ретко. Ето тоа е еден мој заклучок што сум го видел. И сега, например, многу сум приметил кај нив дека расположението, што е кај нив во моментот, влијае на тоа како ќе тренира или дали ќе тренира. И стално се случило и откажување на трки поради тој момент. Значи, ова го кажам од лично искуство, значи многу пати сум дискутирал на таа тема со нив и дефинитивно сум имал и проблем како тоа да се надмине. Значи, сум разговарал и со жени што се тренери во атлетиката и што биле од балканските простори докажани и се, и тие го нагласуваат истиот тој проблем. Значи, не можеме да дојдеме до заклучок што е подобро, дали кај девојките жена тренер да ги тренира или машко, значи за да нели се разберат, се сватат и така натаму. И затоа сума сумарум, не на наше ниво, и на глобално ниво и по Балканот, што знам ја доста, повеќе од откажувањата во спортот или менување многу драматично на формата, падови, качување, падови и така натаму, има пред се кај нив. Тоа е евидентно, тоа е факт од кој што нема бегање. Значи, може преку една соодветна анализа, значи да се извади. No. Значи, кој се откажал, како, кога се поел, како, ќе видите дека ќе дојдете до тој резултат. Значи, ние во моментот сега, нека ме проба некој да ме разубеди сега во моментот дека зборувам, и кога ќе биде пуштено во етер овој подкаст, кога ќе биде пуштен, нека проба некој да ме разубеди во моментот сега каква ние имаме машка, односно женска атлетика пред се на средни на долги патеки. Значи, кај мажите имате, погледнете ги само резултатите од Халк Еко. Па вие имате 50 резултати, имате под 40 минути кај машките. Имате невидена борба за првите позиции. Значи, за првите, Дарио знаеме, од Дарио имате 5-6 атлетичари на национални ниво кои што се влегуваат во само 100 метри, 150 и тоа различно се менуваат кој ќе победи. Видете ги сите трки оваа година, ќе видите дека различни победници има од тие 5-6. Дали е тоа Жан, дали е тоа Муџахид, дали е тоа Григоријан, Димитар Илиев, тие се мотат цело време истите се. Цело време има борба кај нив, значи одлучуваат секунди. Кај женската атлетика, за жал, имаме огромен пат оваа сезона, значи огромен пат, значи ја не знам што се случува и зошто е тоа така, меѓутоа еве наведов некои од причините пред малку, и тоа сите, и они ќе ви го кажат истото. Значи еве ја, например,
Не измислувам ништо. Немаме, например, сега жена на Халк Еко испод 40 минути. Двете што трчаа од странство изтрчаа по 35 и 36 минути. Греса и Теодора, и нашата прва дама која што влезе, тоа е Фросина, има 40 минути и 30 секунди, така нешто. И после имате резултат 44 45 минути, 43 минути, не знам. Значи, тоа го знаат и они. И воопшто кога бевме претходната година на Европското првенство во Марибор, трета лига, значи ние имавме катастрофални резултати кај жените, од сите дисциплини, пошто таму во секоја дисциплина мора да имаш по едно женско. Значи никога женската атлетика не била после, тоа се сложија сите, тоа не е мој став. Го кажа и они самите го признаа, што беа девојките во Марибор, јас бев исто во Марибор како тренер. Тоа го кажа и авторитетите што беа на лице место, и реалноста е таа. Таму победи Дарио во дисциплина, победи Андреас во скок во далечина, имавме второ место во штафета, имавме многу јаки машки резултати. Меѓутоа женските сите потврлија. Значи има нешто, не е тоа само еден случај, два, значи има нешто. И затоа сакам да кажам дека јас сакам навистина да им помогнам и на нив, меѓутоа многу сум внимателен со нив, бидејќи многу пат имаше и работи кои што се не се убави за дискусија у смисол на кој е виновен, кој што направи, зошто имам пат на резултат, зошто не успеам, зошто не сум мотивиран, што јас на пример не знам како тоа да го објаснам, дека не сум само јас за тоа, пример, виновен или ти само за... Едноставно, тоа е неуспех заеднички. Значи има нешто и треба да се анализира, не треба да се крева многу галама или не знам што, да се окривува некој везаска. Јас прв ја прифаќам вината, меѓутоа треба да се анализира зашто е тоа така глобално. Не е само тоа кај мене. И навистина сите тренери тоа го потенцираат, дека навистина е потешко многу да стигнеш до успех кај женскиот пол, а да ги тренираш нив. Значи јас уште ова само да го кажам, извини, 2-3 пати те прекинав. Значи ова го кажувам со моја анализа, не е кај мене, туку целокупна анализа. На пример, случувањата во нашата национална атлетика, преку прости примери ви кажа, и тоа може да се проверат, не е дека сега јас тука измислам нешто. Еве резултати отвори так, тај ми види ги. Еве ги резултатите од Марибор лани, преди сте ги види ги. Многу едноставно. Да, и многу е, мислам, важно и да се има такова. Затоа и сакам да те прашам, бидејќи знам дека имаш работено и со едни и со другите, знам дека имаш искуство и од порано. Важно е и оној момент, знаеш, некојаш и треба да се има разговор, чекај, како се третираат едните со другите. Јас имам може се сум работел со како тренер кошарка. Многу е различно ти да работиш со поготово која е помлада возраст, и мора и тренерот да се смени, мора и спортистот да прифаќа некои одредени работи кои што можеби не се, знаеш, за прв пат ги прави, не е свесна или не е свесен за сето тоа, ама е важна таа дискусија, е важен тој момент да се зборува за сето тоа. И да, фала ти за ова. Ја би те прашал нешто, сега знам за Дарио не зборавме многу, мислам. Дарио е еден од оние кои што кај нас барем нема таков друг. Ја тоа се смеев со пријатели секоја трчавме Халк Еко, викам, самото тоа што знаеш дека некој као него трча на иста трка како што и ти трчаш е голем успех. Дали има нешто што испуштивме, еве, што сакаш ти да кажеш за крај? Дали нешто испуштив? Да. Ќе кажам нешто вака генерално за нашата атлетика. Ќе пробам се да опфатам и така да заврши овој подкаст. Прво, имаме ние напредок, генерално. Кога сакам да го кажам ова, мислам на трчањето на долги патеги, на средни долги, кој што е најпопуларно, каде што имаме еден куп настани во Македонија. Имаме напредок во настаните и генерално постигнуваме фини резултати вака како нација на Балканот. Терминот фини мислам дека е најадекватен. Значи не се ни слаби, не се ни добри. Зборам генерално. Си има многу параметри за тоа да се пресмета. Значи, пример, на Белградски одржана трка, да речеме полумаратон, гледаш првите 10 резултати, зборам за квалитетот. Тоа ми е поентата, гледаш споредосно и одма ќе го добиеш она што треба да го добиеш.
За жал, има и доста аномалии. Имаме трки кои што не успеваат и пропаѓаат поради лош менеджмент. И тоа се случува. Имаме презаситеност. Каде што се случува во еден викенд да се одржуваат 2 настани, па се случува на тие 2 настани да има нешто контрирање и, како да кажам, некој тивок бойкот. Имаме луѓе кои што малку ни забегаа поише во овој спорт. Кога ќе речам забегаа, навистина го мислам тоа. Трчањето и овие настани ги користат за сосема други работи што немаат врска со спортот. Привлекување на внимание, не знам што, нешто пресметки и така натаму и се. Навистина забега и ние сите ги имаме добро утврдено и тоа е, за жал, нивниот стил. Секој си е креатор на својата судбина. Ти кога јавно нешто ќе кажеш, кога не знам нешто ќе презентираш или кога нешто ќе извртиш, сите те гледат. Сега не можеш ни да се сокриеш ни ништо. Дури и кога сакаш да се направиш многу интересен, паметен, све ќе те прочитат меѓу редови. Денеска сите што навлегуваат во ова знаат се. Многу е лесно да кликнеш, да отвориш, да преведеш и да прочиташ и утре, нели, да се правиш експерт. Тоа за жал го прават многу сега. Одма се гледа, од небо се гледа дека тоа е наменски во моментот за привлекување внимание за нешто, не знам што. Не си успел со резултат, па ајде сега ќе успеам вака. Подобро е нешто да направиш нормално, природно све да придонесеш, него ли така. Никој сега нема тоа да ти го земе за екстра твој поен, што ти се правиш многу бла-бла паметен и измислуваш него, кога сите знаат сега, почнува човек да трча, купува веднаш патеки од 280, 90, 300 евра од најмодерните и чита 3 дена и се знае. Не можеш ти ни него да го превариш нешто, да му кажеш таму за некои параметри во атлетика, за не знам некои терминологии, па сега по најновото мора англиски да користиш цело време терминологии за да бидеш така малце привлечен за внимание и така натаму. Тоа е се осудено на пропаст и самите тие доживуваат одговор преку ноќ. Само во овој спорт има едно докажано. Тоа е жртва, работа, тренинг, трка. Цело време тој процес го вртиш, го работиш и твоите резултати кажуваат све. И колку ти си се начитал, и колку ти си поменал претходно, и колку се разбираш од атлетика, едноставно, луѓето кои ти го видат резултатот и тоа што си го валоризирал цело време, тоа си ти. Таков е спортот. Затоа ние уште не може да сватиме дека некој адвокат од Швајцарија што никој не го знае, излегува на трка и трча наше, да речеме, второ, трето време на маратон у историја на Македонија. Нити го знае. Па ќе прочиташ мајка на 3 деца, па ќе прочиташ па некој трчал со количка 2:40, 2:30 маратон, тоа е. А ние се правиме тука не знам што. Затоа оди, што рековме прво, уживај си во овој спорт, представи си го така како што е. Јас стално знам да си направам смешки лично за мене со некои мои такви пропусти, све да си признам. Секој си признам грешки, кои сега што признам. И велам, учете се на моите грешки. Така едноставно си чист. Затоа сакав генерално да кажам, има многу да работиме. Ако сакаме да обстане оваа наша спортска култура и овие наши трки што ги имаме скоро во секој град, на ниво секаде да бидеме среќни. Че јас сакам со секој град да одиме да се собираме истата атлетска фела и да бидеме среќни, да уживаме во тој. И ако може настаните во Македонија да си направат цел викенд, да можеш у сабота деш и да ги запознаеме тие граѓани и да преспиеме една ноќ и све, не мора со секој град, некој не може да си го дозволи тоа. Да, меѓутоа како можност да го има. Како можност за да конечно сите сватиме дека ова мора да се живее и да се ужива и да се спортува. Дарио е еден таков и за жал кај нас во 20 години просек се раѓа еден таков мегаломан во атлетиката. Значи пред 20 години имавме еден, тоа беше ајде сега го мислам, не ми текнува. Ете, гледаш, на кого му го бутна ти Дарио рекордот и ќе ти текне после снимање. Да, ќе ти текне после снимање и јас сега е во моментов
верувале или не за мојот аудиториум, у моментов не ми текнува. Ето, значи на 20 години, а ќе ми текне додека зборам, ваквото се раѓа поеден во Македонија и за жал не знам што е работа, дали ние не ги откриваме. Значи не ги откриваме ние талентите. Не знам во што е проблемот, во системот ли, во оваа инфраструктура што збориме цело време. Меѓутоа дефинитивно имаме проблем и затоа во 20 години само еден атлетичар име што постигнува врвни резултати. Тој голем гап што се јави, сега ќе ти кажам колку 11 години што се јави додека Дарио да се појави, навистина ние бевме смешни на меѓународна сцена. Значи не можевме да пратиме човек да се надпреварува на надпревар и да постигне резултат, макар бил и на опашката. Значи неверојатно. Неверојатно. За жал тоа е нашата реална состојба и јас сакам да придонесам во секој поглед во таа промоција на нашата атлетика, иако си имам ја мои професионални ангажмани и се и така натаму и сакам да продолжам со оваа моја макотрпна и тренерска и менаџерска работа, која што никогаш нема крај. Меѓутоа, сакам сите да направиме, сакам сите да придонесеме и тоа што го правам, значи еве сега во Неготино ќе има трка нова, јас сум таму промотер на трката и ме замолија да не ја трчам, да малку придонесам, малце да водам програмата, јас тоа со задоволство ќе го направам. И дефинитивно ќе одам во Неготино како промотер. Да. Фала ти уште еднаш за разговорот, мислам можеме ни уште 2 подкасти да снимаме лесно. За крај секој гостин исто ги прашувам, дали има прашање што ти сега би сакал да ги прашаш тие што не изслушале до крај, што ја изгледале цела епизода? Дали имам прашање? Нео. Те замисли не ми тек. Можеш да ги викнеш на трка, да. Иначе нашата легенда е Ване, што збори пред малку се. Сега нели, кога цело време си фокус и кога сакаш све да постигнеш и во моментот едноставно си блокиран. И мојот брат роден да беше, ќе го заборев, да му се извинувам вака, меѓутоа тој е легенда со 2 олимпијади, рекордер наш на 1500 метри и респект за него.